Првата фаза почнува со притисокот кој што се прави во самата врска, преку вербално понижување, преку малтретирање, преку нели сите тие навредливи однесувања зборови, и веќе во втората фаза значи имаме ние отворено насилство, каде што може да имаме агресивно однесување, кршење по дома. Може да се случи да имаме злоупотребување, значи сексуално злоставување, значи на жртвата, па затварање. Тоа веќе е втората фаза, за да во третата фаза веќе ние имаме една фаза на така наречено стишување или фаза на меден месец. Оваа фаза, значи во оваа фаза личноста всушност во оваа фаза самата личност почнува да плаче, да моли, односно мислам не на жртвата, туку на насилникот. Некако се извинува, па и купува подароци, па ветува дека никогаш повеќе ова нема да го направам. И сега тука што се случува? Токму е таа она фаза на емоционална манипулација, како што вие кажавте, во третата фаза, каде што кај самата жртва на насилството се јавува една надеж. Токму таа надеж дека ќе се подобрат работите. А всушност тоа е најопасното нешто, точно, така? Да, најопасното затоа што всушност тука веќе самата жртва на насилство веќе има над неа воспоставено контрола. А кај неа е доста интензивиран стравот, значи стравот е главниот нели во позадина изворот на стрес.